Кратка астролошка прогноза за подзнакот Стрелец за 2026 година. Во ова кратко видео сакам да се фокусирам на главните теми со кои што подзнакот Стрелец ќе биде конфронтиран оваа цела 2026 година, но и ќе важи нешто и за следните години. Сакам да спомнам дека астролошките куќи ги тумачам како едни цели астролошки куќи. Од средина на февруар Сатурн ќе патува преку вашата пета астролошка куќа. Неговата енергија доста интензивно ќе ја почувствувате. Може би сте една личност која што е активна, која што е креативна, која што уме да иде во акција, која што има рискантни хоби, може би, која што во својот љубовен свет уме да освојува. Но Сатурн е веќе тука и Сатурн ќе ви стави блокада и граница. Сатурн ќе бара од вас да бидете одговорни на тоа поле. Сатурн ќе бара од вас да бидете зрели на ова поле, да донесете зрели и здрави одлуки. Ако може би сте некоја слободна жена или маж, знаете дека од 26 април па до следните 7 години Уран ќе патува преку вашата седма астролошка куќа. Може би спонтано и неочекувано некого ќе запознаете. Што за вас тоа ќе биде доста големо изненадување. Ако може би сте во некој партнерски однос кој што не е здрав, знаете дека и тука ќе може да дојде до разведување. До 36 вашите партнерски односи може да доведат до една кулминација. Ако може би очекувате некој наследство, знаете дека до 36 имате голема можност тоа наследство да го добиете. Од 36 па до следните 12 месеци Јупитер ќе патува преку вашата девета астролошка куќа. Ќе добиете нови уверенија за вашиот живот. Може би преку некои патувања во странство или контакти со некои личности што се во странство. Може ќе бидете инспирирани некој нов јазик да научите и така вашето уверение ќе биде ново и ќе донесе нова смисла во вашиот живот. Јас ви посакувам многу среќа и до скоро.